Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Недавна, поточна на 7 април, многу македонци со големо леснување и благодарност го напишавте за списанието American Thinker, насловено Оската на злото Сорос Обама. Давате заклучок на вашата анализа со тоа што најавувате дополнителни истраги од страна на вашата организација Judicial Watch за криминалната мрежа на Джордж Сорос. Judicial Watch започна интензивна истрага во врска со ова прашање. Во меѓувреме, администрацијата на Трамп треба да го повлече амбасадорот Бейли. Тоа треба да поведе секупно и целосно прочистување на дипломатската мисија на САД во Скопје и да го сопре финансирањето на организациите на горделивиот признан поранешен соработник на нацистите Джордж Сорос. Конечно, американски глас кој го предводи правото на слобода и национален суверенитет против дестабилизацијата, превратот. Да скажете за нашите гледачи на Балканот, во Европа, Северна Америка и Австралија за оваа кампања и ништо за вас. Ви благодарам што ме повикавте гостин. Дозволете да започнам со тоа што ќе напоменам дека ставовите кои беа искажани во колумната на American Thinker беа мои лични, не на Judicial Watch. Исто како што и моите коментари денес едноставно ги отсликуваат моите ставови. Не зборувам во името на Judicial Watch денес. Judicial Watch ја започна истрагата за Македонија Сорос по среќавање со различни представници македонски и американски во врска со тоа што се случуваше во Македонија, а поврзано со владата на САД, која всушност ги плаќаше невладините организации на Джордж Сорос за да дестабилизираат конзервативната влада на Македонија. Искрено, ние сме шокирани што го дознавме ова. Ние сме многу благодарни што ни беше ова посочено нам. Мојата улога и она на еден од моите брилјантни колеги од Judicial Watch, Шон Данаган, друг виш истражител, кој всушност ја започна македонската истрага поврзана со Сорос, е да се откријат штети, измами и злоупотреби во владата на САД на федерално, државно и локално ниво. Ние го разгледуваме широкиот диапазон на прашања. Се започнувајќи од безбедносните пропусти во ужасниот Обамакер интернет пазар за здравствено осигурување до употребата на несигурен личен сервер од страна на Хилари Клинтон за да криумчери високодоверливи владени тајни до криминалното крумчарење на оружја на мексиканските банди од страна на администрацијата на Обама, наречена операција Брзи и бесни, до лагите на администрацијата на Обама за фиаското во Бенгази, Либија и се друго измеѓу. Неодамна спроведов истрага во јавно основно училиште во државата Вашингтон, која основало после наставна активност наречена Клуб на Сотоната за деца од 5 до 12 години. Така што можете да видите дека ги разгледуваме сите можни прашања, но затоа што треба да разгледуваме толку многу нешта, поремено некои ужасни нешта, како што владата на САД ги финансираше организациите на Сорос во Македонија за да ресруши владата, не ги воочивме. Затоа сме благодарни што бевме известени за ова. Judicial Watch го користи актот за слобода на информациите на САД за да добие пристап до записи од различни владени агенции, кои потоа ги анализираме и пишуваме статии за нив за објавување, за да може американскиот народ да ги види, да го види валканиот веш на владата. Како резултат на тоа што бевме известени за ситуацијата во Македонија, Шон поднесе барање под актот за слободна информација до State Departmentот и до Агенцијата за меѓународен развој на 16 февруари 2017 година, барајќи записи поврзани со милионите долари кои State Departmentот и USAID ги вложија во левичарските организации на Сорос.
обидувајќи се да ја подрија македонската влада. Тој исто така побара записи од комуникации, како што се електронски пошти, испратени од и до представници на State Departmentот и USAID во Македонија и други места поврзани со Сорос, неговите организации и американските владени пари дадени ним за операциите во Македонија. Според американскиот закон, владата има 12 дена да приложи записи побарани со АСИ или да даде причина зошто нема да ги приложи. Затоа што State Departmentот и USAID не ги приложија тие записи и не дадоа причина зошто не може да ги приложат, нам ни е законски дозволено да поднесеме тужба и тоа го сторивме на 19 април, вчера. Тужбата може да се види на вебсајтот на Judicial Watch. Оваа работа за Македонија е важна не само за откривањето на активностите на Сорос во Македонија, но и за нас, што ни инспирираше во Judicial Watch да лансираме така наречен неформален центар за истражување на Сорос. Започнавме истрага за активностите на Сорос во Албанија и наскоро ќе го сториме тоа и за Унгарија и исто така и на други места. Mr. Marshall, Macedonia is now in full mobilization against Македонија сега е во целосна мобилизација против организациите на Сорос. Со години овој ужасен и манипулативен и добро финансиран октопод беше насочен кон нашата земја, нашиот народ, нашите избрани лидери, а среќа нашиот премиер Никола Груевски и нашиот председател Ѓорѓе Иванов ги отфрлија овие закани и лажни ветувања. Груевски ги собра македонците против оваа екзистенцијална закана. Тој повика на десороизација на земјата. Одговорот на луѓето беше ентузијастички. Председателот Иванов се соочи храбро со сите притисоци и им изјави на представниците на странските влади кои соработуваат со офанзивата на Сорос дека не може да му овозможи на кандидатот на Сорос да ја преземе власта. Ниту уставот, ниту мојата совест не ми дозволува да дадам мандат на секој кој сака да го еродира суверенитетот и независноста на Република Македонија. Кој е вашиот коментар? Мислам дека тоа е апсолутно прекрасно, дека храбри македонци заземаат таков цврст став во однос на интригите на Џорџ Сорос. Многу години Сорос и неговите сладбеници и организации се обидуваат да дестабилизираат земји низ целиот свет. Неговите шпекулации со валути речиси уништија банката на Англија во почетокот на 90-тите години, што му овозможи да профитира речиси 1 милиарда фунти. Од тогаш тој само го шири неговиот малеген бренд на нарушување во целиот свет. Користејќи својата фондација Отворено општество, тој се обиде да создаде хаос во Израел, Унгарија, Македонија и Соединетите Американски држави. Тој е мизантроп кој што како што се открива преку хаковите на WikiLeaks се обиде да елиминира закони про живот против абортусот во земјите како Ирска, Мексико, Замбија, Нигерија, Јужна Африка и на други места. Ова е човекот кој се гордее со тоа што сака да ги уништи западните вредности. Во случајот на Македонија, според мене е одлична студија на случаи за целиот свет за тоа како Сорос работи. Како што објави Judicial Watch, Македонија ги илустрира субверзивните тактики кои Сорос ги користи за разгорување на граѓанска војна преку финансирање на организации, медиуми, улични активисти кои се впуштаат во уништување и насилство против полицијата и граѓанските институции и организации кои ќе обедини нихилистички анархисти со исламистички бунтовници. Ерозија на суверенитетот и независноста на земјите се чини дека е животната дејност на Џорџ Сорос.
Ние се сочувствуваме со македонскиот народ, предводен од страна на патриоти како председател Иванов, кој се бори против ова зло создадено од Сорос. Тие треба да се пофалат затоа што имаат храброст да му се спротивстават на овој напад. Ние знаеме дека Сорос финансира слични организации во САД, како што се Black Lives Matter и женскиот марш на Вашингтон кој демонстрира против председателот Трамп. Бог да го благослови председателот Иванов и сите македонци кои се подготвени да го преземат овој предизвик. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Yes, we can continue with our question. As you know, the whole Soros machine is Целата deployed машинерија на full Сорос speed е распоредена со полна брзина за да ја принуди Македонија да подигне на така наречената тиранска платформа, политички план со кој ќе се уништат нашиот устав и нашиот национален суверенитет и ќе доведе до така наречена голема Албанија. Ова значи дека ќе се втурне Балканот во нови и уште по-катастрофални етнички војни, како и во периодот пред Првата светска војна. Планот беше официјално изготвен во Тирана од страна на премиерот на Албанија Еди Рама. Лидерите на албанските партии во Македонија, лидерите на Косово и така натаму учествуваа и ја добрија платформата. Постојат извештаи дека Рама доби зелено светло од официјални представници на администрацијата на Обама, например Џон Бренан на ЦИА, кој беше во Тирана на 7 декември. Нашите луѓе, нашиот народ се прашува зошто моќна земја како што е САД, каде што толку многу македонски американци живеат, не стави крај на овие нелегални операции. Како што наведов претходно, јас лично започнав истрага за активностите на Сорос во Албанија, исто како мојот колега Шон започна истрага за вмешаност на Сорос во Македонија. Всушност, моето барање за записи во врска со американскиот амбасадор во Албанија го отсликува барањето за записи кои ги испративме до State Departmentот и USAID за Македонија. Побарав записи во врска со финансирањето на State Departmentот на САД и USAID, на организациите на Сорос во Албанија, комуникации на амбасадорот на САД Доналд Лу и сите вработени во мисијата на САД во Тирана во врска со Сорос и неговите организации во таа земја, како и за средствата на САД насочени кон тие организации. Сметам дека е безмислено дека американските даночни обврзници финансираат организации преку своите дипломатски представништва кои действуваат на начин директно спротивно на американските вредности на слободата, независноста, слободните пазари, слобода на религијата и така натаму. Идејата дека нашиот директор на ЦИА ќе направи заедничка кауза со социјалисти како што Еди Рама е за мене ужасно. Како што спомена во мојата статија, големиот председател Роналд Реган направи толку многу добрина помагајќи да се сруши комунизмот во Европа, што е редирачки да се помисли дека неговиот наследник, председателот Обама, би ги уназадил овие големи достигнувања со помагање на силите на социјализмот во Европа. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија.